Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес продолжуваме со објавување на детали за двата договори од речиси 13 милиони евра кои компанијата Индустри Сервис ги подпишала со МВР на Оливер Спасовски. Договори преку кои од буџетот на Министерството за внатрешни работи се одлеваат милионски суми на евра, а полициските службеници и вработените во Министерството за внатрешни работи ќе добиваат храна која е далеко од стандардите и нивните потреби. Во период кога се кратат дневниците и прекувремените работни часови на полицајците и МВР штеди буквално на се, Оливер Спасовски како министер распишува 2 тендери за достава на храна за 2 различни објекти на МВР. Еве ги договорите и претходно ги покажавме. И двата договори ги добива компанијата Индустри Сервис, која е отворена за да приготвува оброци, а полицајците во голем дел ќе добиваат само конзерви и сува храна наместо подобра услуга. Со двата тендери од речиси 13 милиони евра, кои се за период од 36 месеци, годишно Индустри Сервис во просек може да наплати по речиси 4,5 милиони евра. Тоа е за речиси 1/3 повеќе отколку што се трошело до сега. Имено лани за цела година МВР за набавки на храна потрошила само 3,3 милиони евра. Дополнително на Индустри Сервис, според договорот, и се признаваат и транспортни трошоци, кои се 15% од литар гориво за секој изминат километар. Меѓутоа, тука не запираат нелогичностите. Имено, кога ќе се погледне спецификацијата, се воочува дека и двата договори на МВР на Спасовски со Индустри Сервис собственост на Драган Смилковски, близок пријател на Спасовски, се полни со конзерви и сува храна. Дури и гулашот и гравот во спецификацијата доставена до МВР од страна на фирмата Индустри Сервис се во конзерви. Еве, ова е спецификацијата на двата договори и за објектот во Ѓорче Петров и за објектот во Идризово. И тука може да се види дека дури и гулашот и гравот се во конзерви. Најголемиот дел од храната е сува и истата ја произведуваат други производители и не е готвена храна која би ја приготвила Индустри Сервис. Воопштено, сето ова значи дека Индустри Сервис само ставиле своја маржа на конзервите и сувата храна, а МВР добива поскапа храна, отколку кога сами би ја набавувале во одвоени постапки тие конзерви и сува храна. Се поставува прашањето, зошто воопшто е распишан оглас за достава на храна, а не поединечни огласи? Ако Индустри Сервис имал сметка да купува и да препродаде храна која друг ја произвел, зошто тогаш МВР не го сторило тоа? Второ прашање е зошто МВР не ги стави во функција кујните во Центарот за обука во Идризово и полицискиот центар во Ѓорче Петров, кои имаат најмодерни апарати и се по ХАСАП стандарди, туку влегува во милионски договори со фирма блиска до Социјалдемократскиот сојуз. Која е воопшто потребата да се трошат милиони евра за ангажирање на компанија за достава на храна, кога полициските службеници понатаму ќе добиваат голем дел само замрзната храна и храна во конзерви? Двата тендери кои ги добила Индустри Сервис од МВР во вредност од фантастични 13 милиони евра се повредни од фабриката која истите ја имаат. Бомбона бизнис, спакуван под параванот на поквалитетна храна, која полицајците за жал нема да ја добијат. Спасовски неопходно е да даде одговор зошто се одлучил на 2 огромни тендери, кои ги добива фирма на чие отварање самиот бил, а која добива финансиски грант од владата во износ од 1,6 милиони евра. Еве и доказ дека Оливер Спасовски бил на отварање на фабриката во Газибаба заедно со целокупното раководство на тогашната влада и Социјалдемократскиот сојуз. Дали маржата при препродажба морала да заврши ки Индустри Сервис? Спасовски и Социјалдемократскиот сојуз да не багаат од одговори и да дадат јасни образложенија на наводите изнесени од наша страна. Ви благодарам.